Слушате Пелагониска хроника. Радио Пела 96,8 FM. Настани на денот. Дел од земјоделските површини во Пелагонија под вода, критично во Битолско и Крушевско. Православните христијани на третиот ден од Божик го празнуваат споменот на светиот архиџакон и првомаченик Стефан. Во 4 општини внедела се гласа. Полицијата приведе двајца во Долненско за незаконски лов. Времето денеска променливо облачно со повремени локални врнежи од снег. Урбан маркетинг. Што ќе готвите за новогодишните и божичните празници? Празничната трпеза ќе блесне со традиција, со пита и баклава, со корите направени со љубов и мајсторија од Чиколукс кривогаштари. Веќе 17 години, Чиколукс е дел од секој празник. Семејство насмејано околу масата, со празнична атмосфера и топлина. Чиколукс кривогаштари, 17 години љубов. Ако сакате вкусна семејна трпеза, повелете кај нас, живинарска фарма Долнени Прилеп, со продажно место во центарот на Прилеп кај площадот Итарпео. Кај нас можете да најдете јајца со врвен квалитет и екстра цени за секој џеб. Еколошки, здрави, свежи, со различна големина и врвен квалитет. Цените се прилагодени за сите што сакаат за престојните празници да имаат вкусна семејна трпеза. Направете го вашиот омилен специјалитет. Вкусете ги нашите јајца. За сите вас во живинарската фарма Долнени Прилеп ве очекуваат најубавите јајца. Дојдете, купете и имајте ги најубавите новогодишни и божични празници. Среќни празници со живинарска фарма Долнени Прилеп. Секое патување ново доживување. Со Роман Прилеп патувајте до вашата дестинација заедно со нас. Секоја авантура се нови спомени и незаборавни моменти. Секојдневни патувања за Албанија и Црнагора. Новогодишни и божични тури. Метеори, божикното село Трикала. Со Роман Прилеп. Контактирајте не на 078-259-499. Превоз на патници Роман Прилеп. Ваш сигурен превозник. Секое патување со нас за вас е ново доживување. Роман Прилеп. Роман Прилеп. Трио 95. Вкус за вашата семејна трпеза. Традиција и квалитет. Вкусни производи кои мора да се пробаат и вкусат. Лиснати погачици, пици, моите кифли, пирошки, кори, лиснато тесто, тесто за пици. За вас и за вашата празнична семејна трпеза. Нашите производи ви носат вкусни спомени. Пробајте, вкусете и уживајте со нашите производи. Добар апетит со производите на Трио 95 од Прилеп. Среќни празници. Гостилница Еснав позади бизнис центарот во Прилеп. Подготвен за вашите предновогодишни прослави. Прославете и наздравете за новата година со вашите деловни партнери, колеги и пријатели во прекрасен амбиент со највкусна храна во Прилеп и местни специјалитети. Салати, рибина чорба, скари, поховани даски, ширдени тави и уште многу други специјалитети по ваш избор со претходна нарачка. Телефон за контакт 078 276 204. Капацитет за 80 гости. Гостилница Еснав, ваш одличен избор за семејни прослави, роденденски забави, деловни состаноци и средби. Бирајте мудро, бирајте паметно. Гостилница Еснав позади бизнис центарот во Прилеп. Урбан маркетинг. Со вас во студиото со гласовна поддршка Гордана Цветанова. Обилните врнежи и изголемувањето на водостојот на реките си го зема данокот во поедини региони во Македонија. Во Пелагонија најкритично е потечението на реката Црна, при што голем дел од земјоделските површини во Битолско веќе се под вода.
Во Крушево и Демирхисар има локални излевања на реката Црна и на реката Обетничица со поплавени дворови, земјоделски површини и локални патишта. Дел од патната инфраструктура е оштетена, а општинските штабови се во постојана координација и интервенираат на критичните точки. Крушевско, кај селото Бучин, во непосредна близина на реката Црна, синоќа беше активиран кризниот штаб за справување со водената стихија, заедно со екипи на Центарот за управување со кризи, Дирекцијата за заштита и спасување, територијалните противпожарни единици на Крушево и Кривогаштани, јавното предпријатие Комуна Крушево. Синоќа од 18 часот поради излевање на Црна река кај село Бучин во Крушевско, во прекин беше сообраќајот на локалните патни правци од селото Бучин кон регионот. Инаку јавното предпријатие Комуна од Крушево денеска упати апел за превентивно привривање на водата за пиење. Поради обилните дождови и поплавите по околните села се јавува заматување на водата и препорачуваме на ниво на цела општина Крушево да се преврива по најмалку 10 минути пред да се пие, посочуваат од Комуна Крушево. На третиот ден од празникот Божик, Светата православна црква го празнува споменот на светиот архиџакон и првомаченик Стефан. Тој е наречен првомаченик затоа што прв настрадал за Христовата вера, додека именден празнуваат Стефан, Стефанка, Стефанија, Фанија, Фанка, Стојан, Стојанка, Стојмен, Стоичко. Жителите на Гостивар, Врапчиште, Маврово и Ростуше и Центар Жупа в недела ќе гласаат за градоначалник откако лани пропаднат изборите поради мала излезност на гласачи. Во новата трка Влен смени играчи додека НАИ продолжи со истите. Во Центар Жупа има само еден кандидат. Вкупно 128.000 луѓе ќе можат да излезат на повторените избори на 11 јануари и да гласаат за градоначалници во Гостивар, Врапчиште, Маврово и Ростуше и во Центар Жупа. Причина за тоа е што недоволниот број на луѓе што излегоа на гласање на 19 октомври минатата година ги завршија изборите за градоначалници во 4 општини во Македонија уште пред да бидат објавени резултатите од првиот круг. Услов за да бидат успешни изборите беше на гласање да излезат најмалку 1/3 или 33,33% од запишаните граѓани во избирачкиот список. Но тој услов не беше исполнет на локалните избори на 19 октомври 2025 во овие 4 општини. Полицијата приведе двајца затекнати во незаконски лов во Долненско. Ловџи од Долненско фатени во незаконит лов. Полицијата ги приведе на 7 јануари во 15 часот и 15 минути на патниот правец кон селото Зрзе Прилепско. Полициски службеници од ОВР Прилеп ги лишија од слобода РА 36 годишен и ЛР 36 годишен, двајцата од село Црнилиште, општина Долнени. Тие биле затекнати при незаконит лов, пошто се обиделе да побегнат, но набргу се фатени и лишени од слобода. По целосно документирање на случајот против нив ќе биде поднесена соодветна пријава. Временска прогноза. Времето денеска променливо облачно со сончеви периоди. Кон крајот на денот и во текот на ноќта во западните и северните делови од земјата се очекуваат повремени врнежи од дожд, а на планините од снег. Ќе дува слаб до умерен ветер од јужен правец. Во Прилеп минималната температура достигна до -5, а највисоката дневна до 6 степени. Утре ќе има локални врнежи на планините и на повисоките места од снег, а во пониските од дожд и снег. Врнежите ќе бидат пообилни во западните делови, а висината на снежната покривка дополнително ќе се зголеми. Во недела и понеделник ќе дува умерен до засилен северен ветер над 60 км на час и ќе има повремени локални врнежи од снег. Временска прогноза. Слушавте Пелагониска хроника. Продукција Радио Пела, јануари 2026 година. Уредник Гордана Цветановска. Техничка реализација Никола Димески.